Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Денеска се наоѓаме во храмот на автомобилизмот, локалниот храм на нашите простори, Навак патеката. Денеска ќе имаме извонредна ексклузива. Она што го направивме пред 2 години, 24 часовен напореден тест, исклучиво на електрични автомобили. Денеска и во следните 24 часа ќе ги тестираме Nissan Leaf, кој има нешто поголема батерија од претходниот. Тука е ексклузивата. Volkswagen ID3. Кај нас се уште не е дојден, но со напори на нашите колеги од САД, тоа е тука на тестот. Го имаме Hyundai Ioniq, кој ја брани титулата, не својата, туку на Kona, која победи пред 2 години на тестот. Пред 2 години го имавме и Renault Zoe, кој имаше најмала батерија, но сега ни пристигна со нешто поголема батерија и имаме една вистинска ексклузива. Тоа е Mazda MX-30, автомобил кој е прв од електричните автомобили на Mazda, но има големи амбиции. Голем хендикеп му е најмалата батерија меѓу овие електрични возила. Она што ќе го правиме во следните 24 часа ќе го видите во втората половина на емисијата. Сега стартуваме со новитетите. Најмоќното серијско возило што излезе од Cruze се вика Continental GT Speed. Неговиот пласман е закажан есенва кога на сила ќе стапи ревидираниот 6-литарски W12 мотор кој сега испорачува 659 конски сили, што е за 24 коњи повеќе отколку кај Continental GT. Максималниот вртежен момент е 900 Нм. Овие податоци ветуваат дека додавката Speed ќе биде оправдана со забрзувањето до 100 км/ч за 3,6 секунди и максимална брзина од 335 км/ч. Осум брзинскиот менувач со двојна спојка ги менува брзините во спортскиот режим 2 пати побрзо отколку кај стандардниот W12 модел. Ексклузивната внатрешност од кожа и алкантара е достапна во 15 бои и 11 дополнителни комбинации на декор. Уште еден силен удар по оние на Харли Дейвидсон добиваат традиционалистите од Британија. Марката позната по своите вонсериски модели и трицилиндерски високолитражни мотори во блиска иднина ќе понуди електричен моторцикл. Заедно со партнерите во развој на електричниот погон на батеријата од делението на Вилијам за напредно инженерство, завршена е првата половина од проектот TE1. Засега сите термини се одвиваат според планираното, вклучувајќи и прототипот на батеријата и погонот. Во однос на перформансите, ефикасноста и обсегот се вели дека досегашните репери се далеку надминати. Во трета фаза, Триумф TE1 ќе го добие својот прв прототип. И под притисокот на корона рестрикциите, Jeep традиционално ја подготви својата армада концепти за великденските празници во која доминираат преработките на Wrangler.
Неа ја предводи концептот Магнето, во кој офроуд способностите се комбинирани со електричните технологии. Доработен до последен детаљ, тој одава впечаток дека нема долго да чекаме на ваков серијски модел. Погонот го добива од електромотор со 285 конски сили спарен со 6-степен мануелен менувач, што е уникатно решение за возилата со нулта емисија. Батериите од 70 киловат-часа, кои работат на 800 волти, се поставени на 4 места низ целото возило за да му обезбедат дополнителна стабилност и подеднаква распределена тежина на сите тркала. За разлика од него, Wrangler Orange Pils го задржа 3,6 литарскиот Pentastar V6 мотор со изброј конски сили кои ги пренесува преку 8-степената автоматика. За неговиот изглед и способности е заслужено мопар од деданието, каде е подготвена и Top Dog верзијата на пикапот Gladiator, прилагодена на потребите на авантуристичките велосипедисти. Освен специјалниот простор за товар и фиоките со алат поставени низ возилото на дофат на раката, во него се среќаваат ладилник за пијалаци и електрична скара со додаток за подготвување хот-дог сендвичи. Гладиатор беше основа и за Red Bear и Fair Out концептите, првиот наменет за тешки терени, а вториот за сериозни експедиции. Од таа причина и двата се опремени со 3-литарски дизел прилагоден да испорача многу сила при мали брзини за полесно справување со невозможни ситуации. Како и секогаш досега не беше пропуштено да се одаде почест на 80-годишната историја на марката, што беше сторено со Jeepster Commando Beach од 1968 година, изворно конструиран како одговор на се поголемиот интерес на американците за користење на 4x4 возила во слободното време. Да прифатиме дека луѓето се многу едноставни суштества. Без крзно, без канџи, без крилја, а сепак сме обстоиле благодарејќи на едно сознание. Светот нема да се адаптира на нас. Па зошто ние да не се адаптираме кон него? Новиот Peugeot 3008. Време е за промени. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа.
Honda забрзано ја подготвува идната генерација на HR-V, чиј развој веќе е во поодмината фаза. Веќе е познато дека малиот кросовер ќе добие купеовски заден дел кој ќе му даде значително подинамични линии. Дизајнот генерално ќе ги задржи елегантните и за некои конзервативни црти, иако од тоа ќе отстапува со смело интегрираната маска која е многу повпечатлива од сегашната. Силуетата која проектира чувство на стабилност ги опфаќа долгата, сега понизка и порамна хауба и поострите страници кои овозможуваат задржување на просторот во интериерот. Во погледот на изборот на материјалите и дизајнот е направен скок напред, а кросоверското чувство во однос на претходникот е нагласено. Се одликува со модерна минималистичка естетика и хоризонтално поставени инструменти каде позицијата на секој елемент внимателно избрана за да придонесува за просторноста. Задржани се магичните седишта, со чие преклопување се добива екстра дополнителен простор, а сето тоа е заокружено со комфорот нагласен со применетите нови технолошки решенија. Најбитното од нив сепак е хибридниот погон кој ќе обезбедува глатко и возење чија економичност е подобрена со иновативното поврзување на бензинскиот и електромоторот без трансмисија. Се очекува купувачите да имаат избор меѓу 1,5 и 2-литарските погонски единици познати од Jazz и CR-V, но деталите за тоа ќе ги дознаеме при крајот на годинава, кога новата генерација на HR-V ќе пристигне на пазарот. На Ford Mondeo му преостана уште помалку од една година живот. После скоро 3 децении легендарниот модел оди во пензија. Звучи тажно што за сите обожаватели на марката навистина и е, но овој потек во суштина е дебело оправдан. Продажбата во Европа континуирано му опаѓаше за да од дамнешните преку 300.000 лани спадне на едва 20.000 примероци. Тоа заедно со престојната целосна електрификација на европската гама и преферирањето на кросоверите што веќе се случи во Соединетите Американски држави неминовно доведе до негово гаснење. Сепак, за да не остане горчлив вкус во устата, Mondeo индиректно ќе биде заменет со сосема нов модел во кросоверски стил, какви што впрочем сега се во фокусот на купувачите. Тој всушност би бил нешто повисок караван кој треба да ги задржи и надгради позитивните карактеристики по кои Mondeo беше познат кај купувачите. Но кога ќе дознаеме нешто повеќе за него, не се знае. Најверојатно прво ќе ја дочекаме замената за неговиот американски пандан Fusion, кој Ford со ветување за сличен таков негов наследник го исфрли од гамата минатата година. За крај и информацијата дека името Mondeo сепак нема да сгасне барем уште некоја година. Ќе продолжи да живее во Кина, каде лани тамошниот модел доживее уште една рестилизација. Од лансирањето на Mondeo во 1993 година, Ford во Европа продаде повеќе од 5 милиони примероци од него. Верувам дека добро ве подгреавме со новитетите во Автомагазин, а сега ќе се посветиме на тестот на 5 електрични автомобили. Имаме 24 часа, доволно време да ве запознаеме со сите, а после ќе ги сумираме резултатите. Трката започна и поентата на неа е што повеќе километри да се поминат на патека во изолирани услови, но со што помалку полнења. Рено Зои, кога влегов во него, имав автономија 198 километри. До сега направив повеќе кругови, негде околу 10 и веќе имам пад на автономијата до 162 километри. Рено Зои е најпродаваното електрично возило во Европа.
Тоа е пред се поради одличната стартна позиција за која Рено се избори и ризикуваше за да го пробие овој автомобил. Тој ги има сите благодети на класичен автомобил, но звукот на тишината е она што ве плени. За управувањето не можам да кажам дека е погодно за патека, но за електричен автомобил Renault Zoe многу добро, односно стоички се однесува. Поради ниското поставување на батериите добиваме ниско тежиште, па поради тоа Zoe може да издржи и посилни маневри. Амбиентот во внатрешноста е модерен и ги има сите електронски помагала. Остануваат уште 23 часа возење на електричните автомобили. Со Zoe ќе поминам сигурно уште доста километри, па резимето ќе го кажам после возењето. Првите 2,5 часа за управувачот на Zoe помина. Ја испразнив батеријата до 19% и успеав да поминам некаде околу 160 километри. Сега ќе го ставиме на брз полнеч. Овој полнеч има капацитет на полнење од 170 киловат часови, но Zoe го нема тој капацитет. Најмногу може да потегне 18 киловат часови. Но следното возило што ќе го возам, тоа е Volkswagen ID. Тој може да повлече и повеќе од 100 киловати. Да видиме што нуди ID. Volkswagen ID3 представува пресвртница во историјата на фирмата од Волсбург. Врз база на него ќе се произведуваат многу електрични возила. ID3 сега се комерцијализираше, но следат ID4, ID5 и ID6. На прв поглед, ова е умерен футуристички дизајн во внатрешноста, чија ергономија ги задоволува дури и најпробирливите. Погледнете, внатре се наоѓате во модерно опкружување кое ви нуди висока технологија. Но да видиме Volkswagen што може да понуди со електризацијата, односно со движењето на струја. Не може секој да претвори пораз во победа. Тоа им успева само на најсилните и најхрабрите. По тој аршин Volkswagen е вистински победник, бидејќи во период од само 6 години успеа да го забрза производството и развојот на своите електрични модели. ID3 е долго очекуван и најавуван, а на нашите простори пристига сега. Јасно се гледа мешавината на модерното и традиционалното. Volkswagen не отстапува многу од своите дизајнерски идеи и решенија. Познатата платформа MEB, која е основа за сите електрични возила на групацијата, се покажува како одлично решение. Бидејќи возните својства, динамиката, како и комфорот во внатрешноста на ID3 се за пофалба. Не само за пофалба, туку за висока оценка. Volkswagen знаел секогаш да направи добар баланс помеѓу практичното и корисното. Од тоа не отстапува и во своето електрично возило. Можеби ја нема она напредна дигитална инструмент табла која може да ја најдеме во многу модели на групацијата Volkswagen, но сите решенија во внатрешноста се во име на практичноста и лесното секојдневно употребување.
Volkswagen испраќа јасна порака, а таа е дека поради електриката не сме и не треба да се откажеме од секојдневните благодети. Затоа е опремен со многу високо ниво на опременост. Да кажеме, има дури греачи на седишта и греачи на управувачкото тркало. Поентата на електричните возила, иако располагаат со многу сила, е да бидат во секојдневна функција на корисниците, да бидат еколошки и достапни. Со субвенциите кои ги дава германската влада, ID3 сигурно ќе биде еден од најпродаваните и најпосакувани електрични автомобили во Европа. По краток одмор повторно се наоѓам на патеката, но овој пат сум во MX-30. Ова е првиот електричен автомобил на компанијата од Хирошима и има многу позитивна аура, морам да кажам, бидејќи дизајнот е направен како спортско корисно возило, но има решенија од спортските модели на Mazda, како што е RX-7. Тоа се однесува на задните врати. Мене лично ми се свиѓа комбинацијата во внатрешноста, каде што се употребени не само квалитетни, туку и прогресивни материјали. Можеби на други снимки ќе видите дека во внатрешноста на MX-30 има дури и плута. Весело е уредувањето на внатрешноста и таа е светла. Но каков е електромоторот? Сосема добар. Главен проблем на овој тест на Mazda MX-30 е капацитетот на нејзината батерија. Имено, таа има батерија од 35 киловат-часови и со неа може да се поминат околу 250 километри. MX-30 е динамично обликувана каросерија на спортско корисно возило. Седењето е во ред, единствено за разлика од ID3 и за разлика од Renault Zoe, Mazda има малку послаба звучна изолација и се слуша подвозието, најмногу пневматиците. Но динамичките способности се одлични, како и опременоста. Голем недостаток и не можам да сватам зошто Mazda толку тврдоглаво се држи до старите навики е централниот дисплеј. Тој ниту е во боја, ниту е осетлив на допир. Оваа тврдоглавост на Mazda не знам зошто е, но може би и тоа е дел од имиджот на компанијата, која е позната по својата техника и технологија, но понекогаш тврдоглаво се држи до традицијата. Ioniq е првиот електричен автомобил на Hyundai и добро се позиционира на пазарот. Атмосферата во внатрешноста е очекувана за овој корејски бренд кој во последните десетина години многу работи на својот имидж, дизајн, ергономија и технологија. Имено Hyundai покрај палетата на електрични автомобили ќе развива и електрични автомобили кои користат водород. Тоа е во перспектива на производителот. Во овој Ioniq вградена е батерија од 35,8 киловат-часови и таа овозможува автономија околу 300 километри. Предноста на Ioniq не е во големината на батеријата, туку на начинот кој таа може да се полни.
Таа е способна да повлече струја со сила од 100 киловат часови, што овозможува полнење на батеријата до 80% од капацитетот за околу 30 на минути. Тоа е добар показател, бидејќи Ioniq со својата перформанса на полнење, но и добра рекуперација, односно регенерација на силата, овозможува брзо враќање на асфалт. Иако поголем дел од возењето го извршуваме по тежок дожд, Ioniq се однесува многу зрело. Неговата управливост е во рамките на можностите на класата. Овие автомобили не се направени за спортски екскурзии, туку се направени да бидат економични и еколошки. Hyundai со својот прв ваков автомобил докажа дека е способен и зрел за борба со поетаблираните марки. Ветеранот меѓу електричните автомобили е Nissan Leaf и тој е еден од главните виновници за масовна електрификација на автомобилите за секојдневна употреба. Leaf е веќе одлично распространет низ целиот свет, а во Македонија е присутен нешто повеќе од 2 години. Овој модел се наоѓа доволно долго на пазарот за да биде популарен од двете страни на Атлантикот, но и во Азија. Неговиот дизајн е доста конфузен и се употребуваат модерни, но и многу застарени решенија, особено на манипулаторите. Тоа може да се види во долниот дел, особено на прикинувачите за грејење на седиштата. Движењето му е флуидно, тој може да се почувствува малце поголема бучавост од подвозието, но манирите на Leaf се сосем задоволителни. Nissan Leaf е интересен производ. Неговиот дизајн и во внатрешноста и во надворешноста има една изразена жичка на инфантилност, жичка на детска искреност. Тој е направен не да ве освои со својот изглед, туку со своите манири. Негов недостаток е малата батерија која му дава автономија како и кај другите. Честите посети на полначот за струја траја околу 40 до 45 минути. Nissan Leaf е ветеран, но од Nissan има што да се научи, посебно ако се стави под лупа Leaf. Многумина избегнуваат да возат ноќе, но ја пропуштаат можноста да го доживеат амбиентот дефиниран од светлината која допира од инструмент панелите, амбиенталното осветлување во одличен спој со прецизните снопови на лед фаровите. Интензивниот дожд беше упорен во поголемиот дел од денонокието. Возењето во вака тешки услови бара концентрација и внимание. Олеснување на патеката беше осветлувањето кое ја направи 2,5 километри долгата патека сцена на која се одвиваше филмска драматика. Се нижеа километрите, остана уште некој час кога ќе може да ги паркираме електричните маратонци и сумираме резултатите од минатите 24 часа. Поминаа 24 часа кога ја направивме најавата за почетокот на тестот, кој конечно е готов.
5 електрични автомобили покажаа дека имаат перспектива за широка употреба. Се надевам дека во скора иднина тоа ќе биде реалност и на нашите простори. За овие 24 часа со мои 10 колеги од Србија и Хрватска успеавме да поминеме следната километража. За вкупно поминати 5325 километри сите автомобили заедно потрошија околу 790 киловат-часа. Верувале или не, целиот овој тест во смисла на потрошената електрична енергија според македонските цени на струјата чинеше помалку од 4800 денари. Да појаснам, ова е трошокот кој го направија 5 автомобили за вкупно поминати 5325 километри. Најголема дистанца за 24 часа помина Volkswagen ID3, кој е победник на тестот со поминати 1183 километри. На второто место се пласира Renault Zoe со уверливи 1091 километар. Само 17 помалку со вкупни 1074 километри на третото место се пласира Hyundai Ioniq. Првата електрична Mazda не успеа да изненади како првиот електричен Volkswagen. Малиот капацитет на батериите и можноста за брзо полнење му овозможија солидна четврта позиција преку совладени 1023 километри. Четирицифрената граница остана затворена за ветеранот Nissan Leaf, кој прокнижи 954 километри. Интересно е да се нагласи дека разликата помеѓу победникот Volkswagen ID3 и Nissan Leaf, кој е на крајот од колоната, изнесува 229 километри. Вложените 24 часа без сон и 12 активни часа во возење се исполнија со сатисфакција. Сите заедно успеавме да помериме уште една граница која ја поставивме пред 2 години, кога го започнавме првиот 24 часовен тест на електрични возила. Сега, кога го завршивме вториот, интензивно размислуваме за третиот подвиг, но за тоа потоа, во некое од идните изданија на Автомагазин.